и во една недела да имаме 3 часа. Размислете еве до среда дали можете и како можете и да се договориме за еден термин. Значи тоа да биде друг ден, да не бидат понеделник и среда, затоа што ако додадам минути на часовите у понеделник и среда, ми се чини дека ќе биде многу. Дали да биде од 7 до 9:30 или од 6:30 до 9, пак е многу време. Така што, еве, размислете, па ќе се договориме за некој заеднички термин во среда. Значи да биде деновите вторник, четврток или петок, тоа е само еднаш во овие 4 недели што ги има месец октомври. Сега ќе започнеме со повторување од минатата тема. Тие што бевте во ред, тие што не бевте, секако можете да се потрудите. За се што не ви е јасно, уште еднаш да повторам што е напишано во документот кој што го испратив, а слободно можете да ми се обратите во било кое време кога ќе учите и да ме потпрашате се што не ви е јасно. Еве една слага на прва ќе поставам прашање. Сега ќе добиете одговор на прва. Па јас затоа почнувам од вас. Да. Мирјана ми ја нема инаку она, како беше дечкото, и он знае да дофрли, сега ќе ми помагаат. Ама сега да не се лутите ако ви помагаат. Не е проблем. Се шалам. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys ist spazieren. Тогаш во една еднакво треба да е mein Hobby ist spazieren. Wie oft spazieren Sie? Meine Hobby. Wie oft spazieren Sie? Колку често шетате? Viel. Така ли беше? Да, многу е viel. Да. Многу, да. Да. Können Sie Radfahren? Radfahren беше вози велосипед. Да. Können Sie беше може, така? Можете ли вие да возите велосипед? Да. Ich kunne Ich kann fahren Fahrrad. Ich kann Fahrrad fahren. Во исказна реченица на второ место стои модалниот глагол, а на последно место главниот глагол во неговата основна, односно инфинитивна форма. Können Sie im Internet surfen? Уште ли треба ја да зборам? Да, ви. Добро. Können Sie, сакате ли вие да Можете ли сурфате? вие да сурфате на интернет? Ja. Kone. Ich kann Ich kann surfen Internet. Im интернет и на крај сурфен. Им интернет сурфен. Ништо, џабе викендов ништо не научи. Само ми пишав и толку беше, нема везе. Добро, важно ми пишавте. Го направивте првиот чекор. Чекорот да издосаѓа ми после пати. Не сте ми досаѓале никако. Добро, следниот пат вие ќе ги поставувате прашањата. Наташ, ај поред сега. Наташ. Ме слуша Наташа? Да. Добро, не дека не се јави. Не се плашете, ништо страшно. Не.
Was machst du in der Freizeit? Ich lese Buch in meiner Freizeit. Bücher. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Добре. Noch etwas? Уште нешто значи тоа? Ich Fernseh in meiner Freizeit. Ich koche in meiner Freizeit. Ich spazieren gehen in meiner Freizeit. Ich gehe spazieren in meiner Freizeit. Können Sie Fußball spielen? Nein, ich kann nicht Fußball spielen. Können Sie singen? Ja, ich kann singen. А можете да употребите некои од овие изрази што ги распоредивме good, nicht so gut? Аха, ајде да пробам. Ајде. Ich kann sehr gut singen. Super. Danke. Vesna? Was sind deine Hobbys? Mein Hobby ist Kochen. Mein Hobby ist Kochen. Können Sie backen? Können Sie backen? Backen Wäsche. Печ. Ich kann backen. Können Sie Schach spielen? Ja. Ich kann spielen. Schach spielen. Danke. Enver? Was magst du in der Freizeit? In meiner Freizeit ich suche Fußball. Ich spiele Fußball. Ich suche Fußball. Ich sehe. Sehe. Ich sehe Fußball. Können Sie schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Können Sie kochen? Nein, ich kann nicht kochen. Danke. Борча. Мене не ми е ништо ја. Ја веќе не пресувате, пошто бев од час. Борче, јас ќе ти помогнам. Не е проблем. Слагано. И јас ќе му помогнам, ама треба да го разгледа и кој ќе го разгледа часот кој ќе го разгледа, нема да му биде проблем. За договоривме јас и Борче. Решавам. Може и на вас уште една тура прашање да ви поставам. Не, значи јас продолжувам. Добре, убаво и да се насмееме некогаш. Значи, Борче, уште еднаш. Што и да треба, слободно, во било кое време, пишете ми, ќе ви одговорам на прашањата. Со задоволство. Фала. Нема, зашто? Денеска продолжуваме. Еве, пак некој се... Кој се исклучува? Наташ.
Што се случи со Весна и со Наташа? Самето ова ви изфрли или како? Не, јас погрешка. Добра, Наташа? Кај мене нешто се исклучи, не знам, ама се приклучив пак одеднаш, само ми се исклучи. Па затоа прашувам дали сам ви изфрли. Јас не секако не исклучувам. Варед, Не одеднаш се прекинам нешто, не знам. готово, нема проблем. Денеска продолжуваме со лекцијата број 8. И веднаш морам да кажам, има часовник кој што во пракса многу специфично го гледаат сите што го учат, иако не е. И има предлози кои што ќе ги учиме и деловите од денот и деновите во неделата. Меѓутоа со ред сега почнеме. Господа на екранот. Осмата лекција се вика како Горча? Kein Problem, ich habe Zeit. Kein Problem, ich habe Zeit. Сега ќе го запишам тоа, лекцион 8. Kein Problem, ich habe Zeit. На македонски. Лекција 8. Нема проблем. Имам време. Првата вежба вели: Sehen Sie das Foto an? Was schreibt Karina? Was meinen Sie? Ако еднаш го запишавме глаголот glauben и кажавме дека значи мисли или верува, така сега ќе го запишеме глаголот meinen, кој што исто така значи мисли. Meinen, мисли. Правилно се менува, ајде да слушнам Весна како ќе го смениме глаголот meinen во еднина. Ich meine, Така? du machst, Du? du meinst, Така. sie es meint. Така е, благодарам. Sie es meint. И во множина, слагана, ако може да ве замолам. Wir meinen, Инвередина слагана. Ајде след. Не, слагана не се во типовиле тенвер. Не без, нека одговори оно. Ајде слагана. Wir meinen, ihr Meint. Да. Sie meinen. Така. Извини, Слањана. Се е под контрола, ја пријавив дека помошки ми требаат и ништо не знам. Така да слободно. Ајде, ова ништо не знам, не ми се допаѓа. 8 час, 8 лекција поред. Супер, сте сите. Па мора да биде. Значи погледна, еве да погледнеме фотографијата. И вас шрајб Карина. Што пишува Карина? Нека се јави било кој, да не ве прозивам. Карина schreibt SMS. Добро, Карина шрајб тајне SMS. Eine SMS. Добро. Некој друг? Да има друго мислење? Вас шрајб Карина? Напри.
Nach eine Nachricht. Eine Nachricht. Исто SMS и Nachricht. Nachricht. Исто ти строце. Die SMS SMS. и die Nachricht. Исто значат порак. Nachricht. Да, порак. Добро. Zwei. Manuel oder Jonas? Was sagt Manuel? Was sagt Jonas? Hören Sie und ordnen Sie zu. Што вели Мануел, што вели Јонас, слушнете и распоредете ги речениците. Прочитајте првата реченица, Наташа. Ich glaube, sie geht mit Manuel in Schwimmbad. Не тоа, мислев овие реченици, бидејќи ќе го слушаме. Аха, извинете. Нема проблем. Gehen wir ins Schwimmbad? Така, gehen wir ins Schwimmbad. Весна? Друга? Било која друга? Весна? Heute Nachmittag um 4. Um 4. И Инвер? Gehen wir ins Kino. Така, gehen wir ins Kino. Сега ќе слушнеме. И речениците треба да ги поврзаме со Јонас или Мануел. Lektion 8. Kein Problem. Ich habe Zeit. Aufgabe 2a. So, Ihr Milchkaffee. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo Manuel. Gut? Ins Schwimmbad. Heute Nachmittag. Naja, warum nicht? Um 4? Ja, okay. Ja, tschüss. Hey, Jonas. Wie geht's? Was machst du so? Ins Kino? Hey, super Idee. Wann denn? Heute Nachmittag. Um 4? Nein, kein Problem. Ich hab Zeit. Bis dann. Tschüss. Gut. Wer sagt, gehen wir ins Schwimmbad? Manuel, richtig. Wer sagt, gehen wir ins Kino? Jonas. Und wer sagt heute Nachmittag um 4? Jonas. Die beide. Jonas und Manuel zusammen. Заедно, двајцата. Die beide. Заедно, двајцата. Karina hat ein Problem. Was macht sie jetzt wohl? Ich glaube, sie geht mit Manuel ins Schwimmbad. Nein, das glaube ich nicht. Како ќе кажеме, јас мислам дека ќе оди со Јонас во кино? Ich glaube, sie geht mit Jonas ins Kino. Ich glaube, sie geht mit Jonas ins Kino. Благодарам, Наташа.
Следната, was ist richtig? richtig? Lesen Sie die Lesen Sie die SMS SMS und kreuzen und Sie kreuzen Sie an. an. Бурче да ја Бурче прочита да ја пораката. прочита пораката. SMS пораката. SMS пораката. Hallo Manuel, leider habe ich doch keine Zeit. 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 Wir sehen uns aber bald, okay? Добро, ова ќе го преведам. ЛГ, ќе напишеме што е кратенка. Karina. Karina, liebe Grüße da. Hallo Manuel, leider habe ich doch keine Zeit. Ова leider, може сум го спомнала предходно, а и да не сум го спомнала, да. Ќе запишам дека значи leider, за жал. Потоа што имаме, тоа што ни е истакнато и од десната страна. Habe ich doch keine Zeit. Wir sehen uns aber bald, okay? Liebe Grüße, Karina. Sehen е исто неправилен глагол, како и глаголот, кој сме го напишале, не шпрешен, туку, да, шпрешен. Sehen, глаголот sehen значи гледа. Исто е така неправилен глагол, се чита sehen затоа што првото с се чита како з, а х-то во средина на збор не се чита. Кажав и кога поменувавме глаголот шпрехен по лица, дека промените кај глаголите настануваат во второ и трето лице еднина, и тоа во основата на глаголот. Наставките остануваат непроменети. Сега ќе видиме која промена настанува кај глаголот sehen. Јас гледам, на германски ich sehe. Ти гледаш, на германски е du siehst. Значи ето, еве го ова е, преминува во и е во второ, односно трето лице еднина. Еа, зи и ес, зид. Целата промена кај овој глагол ќе ја означиме како промена на е во и е. Во множина знаеме дека нема промена, ќе го менуваме глаголот, и се извинуваме за Миријана. Само да ја вклучам. Добро. Wir sehen. Добро вечер. Wir sehen. Ihr seht. И sie sehen. Значи, уште еднаш ќе повторам, промените кај глаголите настануваат само во второ и трето лице еднина и промените настануваат во основата на глаголот, а не во наставката. Наставките, како што забележувате, во сите лица се непроменети онака како што сме ги научиле до сега. И ова, да го напишам bald значи скоро. И кратенката ЛГ, каже Енвер, е кратенка за Liebe Grüße. Liebe Grüße или многу поздрави. Сега ќе ја погледнеме подолу вежбата, да обележиме што е точно. Ајде, прво страна 46. Во учебникот? Во учебник. Карина, Слајана читајте. На четвртата ли вежба да читам? Или на третата? Третата под А.
Под А. Да. Ге, heute Nachmittag mit Manuel ist Schwimmbad. Инс Schwimmbad. И второто. Geht heute Nachmittag nicht mit Manuel ist Schwimmbad. Која од овие две понудени ќе биде точна? Првото. Второто. Шепна Наташа у позадина, не ве слушнавме. Не ве слушнавме. И под Б, ето го тоа ЛГ, скратеницата, имаме понудено Liebe und Grüße и Liebe Grüße, точно е Liebe Grüße. Ова што е десно напишано, мислам дека е јасно, 100 пати сме го кажале, ама еве денеска ќе го истакнеме. За позицијата на глаголот во реченицата, ќе го напишеме уште еднаш, еве под цртичка, позиција на глаголот во реченицата. Сега ќе го поместам, за да се гледа. И ете, можам и тој пример да го употребам. Примерот вели: Ich habe leider keine Zeit. Ich habe leider keine Zeit. Глаголот во оваа реченица е habe и како што можеме да изброиме, глаголот стои на втора позиција. Јас можам да ја започнам реченицата и со leider, со за жал. Но како и да ја започнам, ова го зборувавме и кога работевме, исто имавме Gern lieber am liebsten. Исто кажавме, дека без разлика каде и да го ставам јас Gern во реченицата, каде и да го ставам lieber во реченицата, сепак глаголот стои на второ место. Па така реченицата Ich habe leider keine Zeit, ако започне со leider, ќе гласи leider habe ich keine Zeit. Односно, заклучокот е, правилото е, тука ќе го запишам, во исказна реченица, во германскиот јазик, глаголот стои секогаш на второ место. Сега ќе видиме зошто ова ни е важно, затоа што во следната вежба пак ќе се запознаеме со ова што е Bild лексикон горе, со тие зборчиња ќе се запознаеме, меѓутоа тие зашто ќе ги користиме. Тие ќе ги користиме за да кажеме каде, во кој дел од денот, во колку часот не е важно, бидејќи подоцна ќе го учиме и часовникот, на кое место сме. Прво ќе го направиме тоа, па ќе ги кажеме деловите од денот, па после деловите од денот ќе го работиме часовникот. Ќе запишам тука места и предлози. Во Bild лексикон се дадени само именки, односно места од среден род и од женски род. Јас во табелата која што ќе ја направам, ќе ви дадам примери и за места од машки род. Предлогот со кој што ќе ги работиме овие е in, кај машкиот род ќе напишам инден, бидејќи ќе користиме акузатив, инден, кај женскиот инди и кај средниот индас. Инден ќе го дополнам откако ќе ги прочитам именките горе. Ајде да... Овде можам сега да го напишам дека значи во. Во. И тука исто така во. Сега ќе почнеме со Мирјана. Прочитајте првата именка од Bild лексикон. Индикино.
Од среден род. Индаскино. Индаскино, да. И корисно е да се знае дека индас има искратена форма која што исто така подеднакво се користи. Скратената форма е инс. Значи, дали ќе го употребите индас или инс е сеедно, затоа што истото значење го имаат. Следната, Наташа. Следната Das Theater. Театар. Индас театар. Инdas Theater. Театар. А следната, Енвер. Индас музеум или инс музеум. Не го пишувам преведот кај некој затоа што немам потреба. Се е јасно што значи. Исто си во македонскиот јазик. Слагена. Инdas кафе. Индас кафе. Да, тоа ќе биде во кафулето. Следната Бурча. Инден Ausstellung. Женски род. Инди Ausstellung. Ausstellung. Што ќе значи Ausstellung, Бурча? Што гледаме на сликата? Изложбата. Изложба е слик. Може да видам убав слика од ета. Да. Да, изложба. Изложба. Добро, Весна. Инди диско, така е. Во диското. Одиме на следната страна. Само да го најдам. Ајде, Мирјана. Само секунда. Да. Инди Швимбад. Пак е зелено. Das. Интас Швимбад. На македонски во базенот. Или на базенот. Следно. Наташа. Инdas концерт. Индас концерт. Тоа е јасно. На концертот. Енвер, следното. Инди кнајпе. Што е кнајпе? Не е ресторан. Туку е кафеана. Да. Следно, Весна. Инс ресторант. Да, само што ресторанот има француски изговор и се чита ресторо. Инс ресторо или индас ресторо. Француски збор. Затоа е ресторо. Добро. И слагено. Инди бар. Да. И сега еве ќе ги прикажам и ќе ги напишам во табелата. Овде можете да ги видите некои од местата кои што се од машки род.
Ќе ги допишам во табелата како што ги гледаме. Цо е зоолошката градина, во зоолошката градина. Зоолошката градина. In ден циркус, во циркусот. In ден парк. И сега исклучоци овде гледаме дека има и кај ди и кај ден. Сакам да кажам дека сите именки кои што завршуваат на плац, напишам тоа со вака, сите именки што завршуваат на плац го користат предлогот auf. Пример. Auf den Tennisplatz. На тениското игралиште. И auf den Sportplatz. На спортското игралиште. Или може слободно да се преведе и на игралиштето. Значи, ова е на тениското игралиште. А ова е на игралиштето. Општо. Во женскиот род имаме еден исклучок, меѓутоа тој не се користи толку често. Тоа е исклучокот скейтер бан, стаза за возење скейтборд. И таа именка го користи предлогот auf. И сега зошто ни беа важни да се вратиме во учебникот, зошто ни беа важни овие места? Затоа што јас можам да ви поставам прашање wohin gehst du? Односно, на каде одиш ти, буквално го преведувам. И сакам да кажам дека секогаш после ова прашање треба да употребам акузатив. Затоа и горе напишав in den за машки род, in die за женски род и in das за среден род. Пример за одговор. Wohin gehst du? Ich gehe in die Kneipe. Ich gehe in den Park. Или ich gehe in das или ins музеум. Значи именките, односно местата, се учат заедно со предлозите, за да ви биде полесно потоа да ги употребувате, односно да ги разликувате кои се од машки, кои се од женски, а кои се од среден род. А следно што ќе кажеме се деловите од денот. Ајде вака. Делови од денот. Исто и тие ги имаме потоа во седмата вежба. Меѓутоа ќе ги напишеме сега. А деловите од денот се исто така именки од машки род. Зошто не е тоа важно? Затоа што користат ист предлог. Прво ќе ги напишам, па потоа ќе им го напишам предлогот кој што го користат. Наутро. Морген. Ќе го напишам по тој предлогот. Наутро. Предпладне. Фоамитак. Предпладне.
Потоа, Потоа, митак. митак. Напладне. Напладне. Потоа, Потоа, нахмитак. нахмитак. Попладне. Попладне. Абенд. Абенд. Навечер. Навечер. И И нахт. нахт. Ноќ. Ноќ. Сите делови од денот, денот, освен именката нахт, бидејќи е имен као женски род, пред себе го користат предлогот ам. ам. Значи Значи наутро, наутро, ам ам морген. морген. Предпладне, Предпладне, ам ам фоамитак. поамитак. Напладне, Напладне, ам митак. ам митак. Попладне, ам Попладне, ам нахмитак. нахмитак. Навечер, Навечер, ам ам абенд. абенд. Освен, Освен, ноќе, ноќе, кое што на кое што германски ќе биде in der in der Nacht. Nacht. Зошто? Зошто? Затоа што Затоа нахт што нахт е имен е као имен женски као род. женски род. Нема да биде индинах? Не, Не, затоа што затоа ова е што друг ова е друг падеж. падеж. Ова е датив. Ова е датив. Само сега ги Само учиме ги вака учиме како вака како фрази, фрази, за подоцна се подоцна запознаеме и со датив. со датив. Со третиот падеж во германскиот јазик. Именка од женски род. род. Значи, Значи, освен нахт, нахт, сите други ги користиме со предлогот предлогот ам, ам, бидејќи се именки од машки машки род. род. И сега И сега можеме да објасниме еве ова што го кажавме горе, за место положбата на глаголот повторно. Значи, Значи, можам да ја започнем започнем реченицата со реченицата со ам ам митак, митак, например, например, лезе лезе ich ein ich Buch. ein Buch. Како ќе виде Како ќе оваа биде реченица, ако започне со започне личната со заменка личната ich? заменка ich? Ich lese ein Buch am Mittag. Супер. Ich lese Ich ein lese Buch ein Buch am Mittag, am Mittag, што не е што не е погрешно погрешно да се каже и ich ich lese lese am am Mittag Mittag ein Buch. ein Buch. Сеедно како сакате ставите ги зборовите, само глаголот секогаш треба да стои на второ место во исказна реченица. Во прашална е полесно затоа што прашалната започнува со глагол, а во исказна не треба да се заборави дека глаголот, како и да го завртиме, секогаш стои на второ место. Како ќе кажете, навечер одам, не, тој оди во диско. Ајди, со еја да почнеме, може? Еја? Не се води как беше. Ген. Еја геет. Добро, да. Ге. Еја геет. In die Disco. Кога? Не ли треба да како кажа, не ли треба да го измислиме или? Не, тој оди во диско навечер. А навечер беше ам секунда. Ам абенд. И сега оваа реченица може да биде и вака. Еја геет. Ам абенд. In die Disco. Значи, тие можам да ги ротирам во секое време. Меѓутоа, глаголот треба да стои на второ место. Како ќе гласи оваа реченица?
Ако започне со инди диско. Geht er im am Abend. Така. И втората опција е да започне реченицата со am Abend и да глас Geht така. Инди диско. Значи, иако инди диско или am Abend се составени од два збора, односно три збора, тоа е определба за место. И не може да биде поинаку, не може да ја одделиме и таа се смета дека е на прва позиција. Затоа веднаш после нејзе доаѓа глагол. Значи тоа е како се вика, означува место. И диско не може да оди без инди и абенд не може да оди без ам пред него. Без разлика што се тука три збора, тоа е прва позиција. И без разлика што ам абенд се два збора, тоа е прва позиција. Заведнаш после него да дојде глагол. Место положбата на глаголот во исказна реченица е секогаш на второ место. И сега четвртата вежба да ја видиме. Вели вака. Ги видовме картичките од Билд лексикон, ziehen Sie eine Karte und antworten Sie. Имаме прашање. Hast du heute Nachmittag Zeit? Имаш ли денес попладне време? Можни одговори. Nein, leider nicht. Ще ги запишам за да си ги имате како одговори. Nein, leider nicht. Не, немам за жал. Не, немам за жал. Или за жал немам. Следниот е Nein, ich habe leider keine Zeit. Го запишавме, не, за жал немам време. Nein, leider habe ich keine Zeit. Еве ги овие комбинации на зборови. Значи, што може да стои leider и пред личната на местото на личната заменка и после личната заменка. Nein, leider habe ich keine Zeit. Глаголот е на второ место. Nein, leider habe ich keine Zeit. Зошто е глаголот на второ место? Затоа што ова nein, кое што е одделено со запирка, не се рачуна како дел од реченицата. Не се смета. Тоа е пред запирката и тоа нема врска со тековната реченица. Реченицата започнува од ich habe leider keine Zeit. И ги напишам за да ги имате со превод. Nein. Значи се што е пред запирката не се смета дека е дел од реченицата. Реченицата, односно зборовите почнуваат да се бројат од запирката па натаму, точно. Да, од после запирката. Nein, ich habe leider keine Zeit. И исто значи и следната реченица, само е различен збороредот. Nein, leider habe ich keine Zeit. На македонски не, за жал, немам време. Така. И warum nicht, зошто не, и наведени се неколку причини. Heute Nachmittag gehe ich ins Museum. Ich gehe heute Nachmittag ins Museum. Heute Nachmittag male ich. Значи как ова heute Nachmittag денес попладне, иако е составено од два збора, сепак означува временска определба и затоа се смета на прва позиција, па глаголот доаѓа на второ место. Веќе во втората реченица е појасно, затоа што започнува со лична заменка, тоа е еден збор. Истото се однесува и на реченицата heute male ich. Следната вежба се вика wie spät ist es. Односно, буквално треба да го преведам.
како колку е доцна, а инаку прашувам колку е час. Wie spät ist es? Јас ќе го преведам како колку е часот, меѓутоа долу ќе напишам дека шпет значи доцна. Колку е часот? Меѓутоа шпет значи доцна. И сега ќе беше многу убаво да можам да нацртам и да ви објаснам, меѓутоа ќе најдам и ова е убаво тука објасната сликичката која што ја гледате. А имаме два начини на изразување на, односно на кажување на времето. Едниот е официјален начин, а другиот е неофицијален начин. Неофицијален во вежбата е im Gespräch, тоа е во разговорно, а официјален е им радио, односно Fernsehen. Овој на радио и телевизија е многу полесен начин на кажување на времето. Меѓутоа, во говорниот јазик се користат изрази кои што исто така ги користиме и ние во нашиот говорен јазик кога кажуваме за времето. Прво што сакам да кажам, дека на прашањето wie spät ist es, секогаш одговараме со реченицата es ist. Сега јас ќе земам еден час, да речеме 8, каде што сакам да веднаш да кажам дека кога користиме цел час, односно 8, 9, 10 и така натака, тогаш велиме 8 Uhr. Значи само кога користиме цел час, го користиме зборчето Uhr. Само за конкретно време, што е точно време, користиме зборче Uhr. Ќе напишам тука неофицијален начин. Зошто ви е важно? Затоа што треба да кажам дека кај неофицијалниот начин на кажување на времето се користат само броеви од 1 до 12. Како така? 13 до 24 се заменуваат со броевите од 1 до 12, а оној со кој што разговарате и го ве прашува за времето, треба според тоа што го гледа надвор, да процени дали станува збор за ден, односно за ноќ. Па така ова е 8 Uhr ќе се однесува и за 8 и за 20 часот. Следно што правиме, или на сликичката како што гледаме, првата работа која што ја правиме на часовникот, а го делиме на две половини. И она што ќе го добиеме долу, тишеската, се вика halb. Па 8:30 на германски ќе се каже es ist halb 9. Многу ќе ви биде вас полесно, некои од вас и так учеле српски знаат, значи кога го користиме зборчето halb и се што ни се наоѓа од левата страна на часовникот, значи сите минути, ги користиме со часот кој што следува во германскиот јазик. Значи, од 30 ќе видиме подоцна и од 25 па натаму, сите часовници, односно секој саат, секое време се кажува со часот кој што следува. Откако сме го поделиле часовникот на два дела, треба да знаеме дека во левиот дел го користиме предлогот vor, што значи пред, а во десниот дел го користиме предлогот nach, што значи по. Сега ќе ги обработуваме часовите според минутите. Јас можам да ги обележувам овие halb, па сега изразот за 8:05. 8:05 часот на германски ќе биде es ist 5 nach 8.
Значи изразот за 5 минути на германски е 5 nach. Тој е за 5 минути. 8 и 5, 5 nach 8. Ако имаме час 8 и 55, тогаш на германски ќе биде es ist 5 vor 9. На македонски исто така го користиме овој израз и велиме како 5 до 9. И ретко кој ќе каже дека часот е 8:55. Туку сите ќе кажеме 5 до 9. Исто имаме израз кој што го користиме кај 10 минути. Ако горе беа 5 nach, сега ќе биде 10 nach, па 8 и 10. На германски ќе биде es ist 10 nach 8. Значи изразот за 10 минути кај часовникот се вика 10 nach. Потоа ќе го запишеме 8 и 50. 8 и 50. Кој што на германски ќе биде es ist 10 vor 9. Изразот за 50 е 10 vor. А како ќе биде на пола, шесипол, пример? Еве го напишав. Vor или на? Нема да се користи, само зборчето halb ќе се користи. Еве го кај 8:30 го запишав. Es ist halb 9. Нема ни vor, нема ни nach. Само се користи часот кој што следува. Ова es ist 10 vor 9 и на македонски го кажуваме 10 до 9. Следно, 15-ките ќе ги оставиме бидејќи има еден израз во германскиот јазик. Ќе се префрлиме на 8:20, кој што исто користи број 20, па 8:20 ќе биде es ist 20 nach 8. Изразот за 20 минути е 20 nach. Додека пак изразот за 40 минути е es ist 20 vor и го користам часот кој што следува, односно 9. 20 vor е изразот за 40 минути, а на македонски 20 до 9. А зошто реков дека ќе ги оставиме 15-ките? Затоа што во германскиот јазик има израз кој што се користи за 15 и 45 минути. Тој израз е Viertel. 8:15 ќе биде es ist Viertel nach 8. Viertel се пишува со голема буква, бидејќи е именко. Тоа значи четвртина по. Значи ако повлечам линија помеѓу 15 и помеѓу 9 и 3 ќе добиам една четвртина во часовникот, затоа го користам изразот Viertel. 8:45 ќе биде es ist Viertel vor 9. Значи изразот е Viertel vor, само го додаваме часовникот. Во заграда ќе напишем исто така дека на македонски ова Viertel vor 9 го читаме како 15 до 9. Промена на vor и на nach имаме кај 25, односно 35 минути. Значи кај 25 ќе се користи предлогот vor, а кај 35 предлогот nach. Што треба да значи дека изразот за 25 ќе биде es ist 5 vor halb.
А ви кажав и претходно, значи се што се наоѓа, се што е халп и се наоѓа на левата страна од часовникот се користи со часот кој што следува. Така и во овој случај, бидејќи го имаме зборчето халп, значи кај 25 минути ќе го користиме часот кој што следува. Es ist 5 vor halb 9 или 8:25. 8:35 ќе биде Es ist 5 nach halb 9. Изразот значи за 35 ќе биде 5 nach halb. Значи овие што се обележани со црвена боја се всушност изразите кои што ги користите за соодветната минута, односно време, и уште еднаш ќе повторам. Зборчето уа, како што забележавте и понатаму во примерите, се користи само за прецизно кажување на времето. Во сите други часови нема потреба, затоа што се користи изразот кој што го напишав тука. Ќе имаме и вежби во кои што ќе вежбаме, меѓутоа секој од вас може, ако сака, да си избере еден час и да го напише вака според времето кое што го напишавме тука. Како ќе биде 10:15? Es ist Viertel nach 10. Es ist Viertel nach 10, super. Како ќе биде 12:25? Еве за да го гледате. Es ist 5 vor halb 1. Да, es ist 5 vor halb 1. Super. Како ќе биде 4 и сега слагано? 4:40. Извинете, што ме прашавте 4:40? Да. 4:40. 20 до 5. Да. 20 Es nach ist 20 nach 5. Не, на 4. 20 до 4. не 20 до 5, 4:40. Па сама ќе кажа. Ама ви фали зборчето vor. Es ist 20 vor 5. 20 пред 5. 20 vor 20 vor 5. 5. Так. Да. Весна. 5 и 50. Es ist 10 vor 6. Es ist 10 vor 6. Super. Mirjana. 6:45. Es ist само секунда. Viertel vor 6:45, така ли? Да. Vor 7. Es ist Viertel vor 7. Super. Борча. 12 и 25. Не го кажав. 12:35. Es ist 5 nach halb 12, како беше? 12. Ама не, што користиме халп, го користиме и часот кој што следува. Es ist 5 nach... Nee, 5 Es ist 5 nach nach halb halb
Eden. Eins. Eins. Da, eins. Eins. Enver. Enver. 7 7 и 45. Es ist Viertel vor 6. 7 и 45, es ist Viertel vor 8. 7. 7, ама 7, ама Viertel Viertel vor, vor, од лева од лева страна, страна, значи значи саатот саатот што што следи. Viertel vor Viertel vor 8. 8. Es ist Viertel vor 8. Viertel vor Viertel 8. vor 8. Сега на Сега на почетокот може како почетокот може квантна како физика квантна да ви физика изгледа да ви ова, изгледа ова, ама не е ама тоа. не е тоа. Си знам. Си знам. Квантна физика. Квантна физика. Ама не е а толку не е страшно толку како што страшно како изгледа. што изгледа. Ќе видите Ќе подоцна со вежби кога ќе правиме дека не е толку, само се учат изразите и изразите се едноставни освен еве од 15 па надоле овие 4 само. Другите се со бројки кои што сте ги учеле до сега и не би требало да биде проблем. Сега продолжуваме со следната вежба и тоа на следната страна 47. 7. Не, можеме да ја направиме ова. Hören Hören Sie Sie untergänzen Sie vor oder nach. И без да ги слушаме, ќе ви ги пуштам да ги слушнете секако. Im Gespräch stoji halb 6. A im radio odnosno Fernsehen ќе кажат 5:30. На телевизија ќе кажат 5 часот и 30 минути. Меѓутоа во разговорниот јазик ретко кога ќе слушнете 5 часот и 30 минути. Ќе кажат halb 6. Кај 2, значи на halb 6 колку ќе биде во време? 5:30, добро. Viertel vor 10. Зошто фоеви ги знаеме ние сега стрелките, затоа што е од левата страна. И долу пишува 9 Uhr 45. Ајде Миријана, вие третото сами. После слагање на ред. 20 nach 3. 20 nach 3. А во радио и на телевизија? 15:20. Одлично. 15:20. Слагање на фија. 5 vor halb 8. Одлично. 5 vor halb 8. А на радио и телевизија? Тоа долу што пишува под него? 19:25. 20, да? Само кај 25 и 30 се менуваат поинах, па ако од нах било десно, кај 25 ќе биде фоа, а ако фоа било лево, кај 35 ќе биде нах, и петката на Наташа, извинете, Весна. 5 vor halb 11. Добро, или на телевизија и на радио? 22 Uhr 35. Така, значи гледате 5 vor halb 11, а доле пишува 22 Uhr. Се мисли на 22 часот и 35 минути. Ама исто ќе биде и за 10 часот и 35 минути. Затоа што 13 ќе го замениме со 1, 14 со 2, па така 24 ќе го замениме со 12. Еве чисто само заради тоа што треба да слушнете го. Слушнете вежбата, па ќе продолжиме понатаму. Aufgabe 5a. 1. Wie spät ist es? Es ist 5:30. 2. Wie spät ist es denn? Es ist 10:15. 3. Du, Anna, wie spät ist es? Es ist 20 nach 3. 4.
Wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 7:45. 5. Wie spät ist es, Jutta? Es ist 11:05. Ох. Знаеш што, професорке, мене тоа ме буни на четвртата вежба. Нели рековме дека од десната страна е нах, Добре. а тука е вор на четвртата. Затоа што, Секи го сподела. затоа што кај Кај 25 и и 35 35 минути предлозите си ги менуваат местата. Па, Ако да викаме 5 минути пред 5:30 или па тоа ние Па тоа никогаш ние не никогаш не викаме, ама викаме, да не добро. викаме, ама така 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 доаѓа. доаѓа, да. Доаѓа, да. Ама е Ама 5 е минути 5 минути пред, пред- да. Да. Само кај Само 25 и кај 35 35 предлозите фоа и нах си ги менуваат место. Кај 25 наместо нах стои фоа, а кај 35 наместо фоа стои нах. Како што кажа Наташа, едното е 5 минути пред половина од саатот што следи, а другото е 5 минути по половина од саатот кој што следи. Само на тие две места, и кај четврката и кај петката. Фун фоа халпахт, Молам. Двете треба да ги учиме дамо по граматично. Кој е? Кој па точно? Дали може да се каже, например, тоа другото, ако е полесно за некого? Па може Па, да се например, употреби, меѓутоа меѓутоа во разговорен јазик, во секојдневно разговарање звучи смешно. Да? Тоа е исто Тоа е како исто сега е како да ме прашате колку е часот, јас да ви кажам часот е 20 часот и 45 минути или 20 часот и 40 минути. 20 до 9 часот. Саатот е 20 до 9, така и ние го викаме. Никогаш дома нема да им кажам дека саатот е 20 часот и 40 минути. Ме разбирате зашто ќе изгледа смешно? Зашто и ние не го користиме во мајчиниот јазик, не користиме официјален начин, користиме неофицијален начин. Во определена ситуација за вие да си олесните, да. Меѓутоа изгледа смешно од страна. Исто и како пак ќе кажам, исто е како и во мајчиниот јазик. Исто звучи. Тоа може да се напише, професорки, малкичко на мен ма буне това. Како? Дали може да се напише? Да го напишеш сега това оти, нели, само во 25 и 35 се менат место. На Бори, на Вок и на Појна. Да. Појна, Сега да. ќе напишам. Значи, Кај кај 25 минути наместо наместо предлогот фоа, не нах нах, Наместо на, да. се се употребува предлогот фоа и кај 20 кај 35 минути кај 35 минути наместо предлогот фоа се употребува предлогот нах. Ке има вежби секако во работната, ќе стигнеме до нив, така што ќе ги разгледаме и ете ви реков. Имате време сега барем тој еден ден, нема да ви имаме например писмо да пишуваме, ама еве што ќе го оставам за викендот. Сега од денеска до среда ве молам, обидете се да си зададете еден саат, да речеме да не биде се од 8 до 9, нека биде не знам од 10 до 11 или било кој еден час и да го напишете времето во тој час. И следниот час да ми ги прочитате времењата. А за среда, за петок ќе ви дадам да напишете едно кратко писмо.
Затоа што по деветата лекција немаме запишување, така што ќе можете писмото да го напишете за време од тие неколку повеќе денови. Сега продолжуваме понатаму со шестата вежба. Шестата вежба се вика Was macht Manuel heute Nachmittag? Односно, што прави Мануел денес поподне? Lesen Sie den Chat und ergänzen Sie. Двајца ми треба Енвер и Борче, што најмалку ги слушаме. Да го прочитате диалогот. Почнете Енвер. Was macht Manuel heute Nachmittag? Oder lesen Sie den Chat und ergänzen Sie. Was machst du heute Nachmittag? Nachmittag, popodne. Borča. Weiß ich noch nicht. Lust auf Schwimmbad? No, kein Lust. Gehen wir ins Kino? Gute Idee, wann denn? Um 2 Uhr, 4 Uhr oder um 6? 6 Uhr ist zu spät. Heute Abend. 6 Uhr ist zu spät. Heute Abend habe ich keine Zeit. Keine Zeit. Gehen wir weil. 4. Okay, dann bis 4. Ja, bis dann. Добре. И убаво се пишува се од истата страна. Прво имаме weiß ich noch nicht. Глагол кој што има исто така промена, тоа е глаголот wissen, кој што значи знае. Кај глаголот wissen имаме промена. Јас знам. Го имате и десно, ich weiß. Значи цело се заменува еднината, да. Ich weiß. Ти знаеш, du weißt. Бидејќи основата на глаголот завршува на с, затоа не се додава во второ лице уште една наставка. С, туку само т. Sie es weiß. Ама таква промена пак во множина немаме. Плурал. Wir wissen. Ihr wisst. И sie wiss. Потоа имаме зборче Lust auf Schwimmbad. Lust е задоволство, желба или задоволство. Имавме шпас, сега имаме Lust. Желба, задоволство. Gehen wir ins Kino, gute Idee, wann denn? Um 2, um 6 oder um 6? 6 Uhr ist zu spät. Heute Abend habe ich keine Zeit. Gehen wir um 4? Okay, dann bis 4, bis dann. Важно е да се кажете времето, дека го поставуваме прашањето ван, што значи кога. Сега го напишам. Ван. Значи кога се употребува времето и секогаш кога го поставиме прашањето ван, за времето треба да го користиме зборчето значи во и се користи со часови. Во плюс време.
Значи ова Значи ова зборуваме зборуваме некога кажуваме колку е времето. Него кога Него треба да кажеме во колку часот часот ќе ќе направиме нешто. Тогаш го Тогаш го користиме користиме ум. Зборчето ум вифил уа. вифил Да, уа. во Да, колку во часот. колку часот. Го напишеме Напишеме еве тоа. ум ви Ви фил уа. уа. Во колку Во часот. колку часот. Одговор Ум acht acht halb halb acht gehe gehe ich ich spazieren. spazieren. Во Во 7:30 7:30 одам да пешачам. пешачам. Сега да Сега да ја доработиме доработиме вежбата. вежбата. Мануел und Мануел Тамара und Тамара gehen gehen ins. ins. Што ќе Што ќе дополниме? дополниме? Manuel und Мануел Tamara und gehen Тамара ins gehen Kino. ins Kino. Manuel Мануел trifft Tamara trifft Тамара heute heute Во колку Во часот ќе колку се часот ќе сретнат? се сретнат? 4. Um 4. Vier. Така е. Така е. Etwas Etwas vorschlagen und darauf reagieren. reagieren. Was passt? passt? Ordnen Sie Ordnen Sie zu. zu. Се извинувам. Извинувам. Вака сега. Вака сега. Insert. Insert. Еве ги. Äh, Etwas Etwas vorschlagen. vorschlagen. Предложува нешто. Предложува нешто. Предложува нешто. нешто. И второто е darauf darauf reagieren. reagieren. Односно Односно реагира реагира на тоа. на тоа. А зошто ви А се зошто ви се важни важни овие? овие? Затоа што следниот час ќе треба да направите еден краток диалог, диалог, каде што каде што некој ќе предложи да се оди некаде, а другиот ќе треба да реагира на тоа, па на затоа тоа, па затоа еве сега ќе ги вметнеме речениците кои што се во вежбата во соодветната колона. колона. А Весна може да ја прочита реченица. првата реченица. Gehen wir ins Kino. Да, каде Да, каде ќе ќе го сместиме гehen wir ins Kino? Предложува. Во Во предложува. предложува, така е. Gehen Gehen wir wir ins Kino. ins Kino. Мирјана, следната реченица. Good идеја. А ова Во што реагирање што Тоа е е шкртното шкртното исто исто го го немаме. немаме. А, Во табелата. добро. А искртното да го прочитам. Да. Добро. Великајт конен ви моген абен им Предходното, театар. ова само. Ова А, само. предходното, аха. Само првото Само што. првото што. Ајде. Великајт. Vielleicht. 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 Значи Значи можеби. можеби. Следната. Слагена. Слагена. Гуте идеја. Да, тоа ќе биде Тоа ќе каде? биде каде? Не предложува, туку Реагира. Реагира. да. Гуте Гуте идеја. идеја. Јасно Јасно вие вие ќе ќе го го запишам запишам преводот, сепак преводот, добра идеја. Следното е Следното Енвер. Vielleicht да, können wir morgen Abend ins Theater. и долу И долу зборчето. зборчето. Ins Ins Theater Theater gehen. gehen. Тоа ќе биде Тоа во ќе биде во vorschlagen или во реагиран. Reagieren. Не,
Не. Во предложува, предложува, вели. можеби, Можеш да. можеби Ќе можеме ние утре навечер да одиме во театар. Vielleicht können wir Предложува. morgen Abend ins Theater gehen. Следното, Бурча. Tut mir leid. Ich habe keine Lust. Tut mir leid, ich habe keine Lust. Во првото или во второто? Реагира или предложува? Реагира. Така е. Tut mir leid. Ich habe keine Lust. На македонски жал ми е, но немам желба. Жал ми е, но немам желба. Наташа, следното? Ich kann leider nicht. Ich gehe. Во предложува или во реагира? Во реагира. Во реагира. Ich kann leider nicht. Ich gehe. Во заграда запишам können, тие што не беа минатиот час. Јас не можам. Јас за жал не можам. Јас ќе одам. Добро. Мирјана, следната реченица. Das weiß ich noch nicht. Така. Das weiß ich. Реагира. Да. Што ќе значи ова на македонски? Das weiß јас знам. Јас не знам. Но ништо. Ама и Суфлеров нешто забушава вечерва. Ој, таквото ли? Јас като него исто сум. Не. Суфлеров денеска цело време во позадина го слушам. Das weiß ich noch nicht, се уште не знам. Ние сме брзи двојцата не сакајки. Следно. Весна. Окей. Реагира или предложува? Да. Реагира. Добра. Окей. Следното. Не знам више редов како беше. Слагам. Ja, klar. Тоа беше во. Во реагира или во предложува? Предложува. Не, да, јасно. Да, реагира. Ако не е црно-бела. Добро. Енвер? Heute Abend ist leider keine Zeit. Habe ich leider keine Zeit. Тоа е во предложува или во реагира? Wo reagiert? Heute Abend habe ich leider keine Zeit. И последното Бурча. Lust auf. Во предложува, да. Lust auf. На македонски ќе биде желба за. Am Montagabend spiele ich Fußball. Ergänzen Sie die Wochentage. Wochentage, денови од седмицата.
Денови од од седмицата. седмицата. Првиот ден се вика Монтак. Монтак на македонски понеделник. Да, Динстак. Вторник. Точно Митвох. Среда. Донерстак. Како донер. Како донер, да, од друга страна потекнува. Вие памтите си како донер. Така најлесно. Кој што му се јаде? Ама времето кога ќе го учиме за временските прилики, односно неприлики, ќе имаме израз es blitzt und donnert. Односно светка и грми од грмотевица дошла до Донерстак. До четвртак. Ама да, на кој што му се јаде. Да. Следен е фрајтак, слободен ден е овој, затоа петок, спасов ден ствари. Петок. Се ужива во овој ден. Така е. Кој не работи во сабота и во недела, да, тие што работат, тешко нив. Вохен ден. Замстак, сабота. Да, тоа ќе го кажем и Стенвер. Замстак, сабота. Зонтак е недела. И сабота и недела заедно се викаат вохен енде. Односно викенд. Да, уикендот е како да. Вохен енде. Со тоа што Како со кој предлог одат во понеделник во вторник? Сега Наташа каде брзаме. Извинете. Сега си пише се црвено. Сакав да кажам дека вохен енде може да се пишува и без ова ена. Тие кај ги ставам во заград. Само не знам дали ќе ве збуди. Уште толку. Ајдете заграда. Може и не мора со тие. Вохен енде. Заедно да биде. Сакав правило да напишам. Црвено и вак. Именките. Што означуваат? Денови од седмицата. Се секогаш. Именки од машки род. Род во заграда деа. А тоа што значи во предлогот се користат? Деа. А се користат? Со предлогот ам. И тоа значи во. Исто како и им. Значи ќе биде ам, ајде како ќе кажеме. Во понеделник ние учиме германски. Па можеме да кажеме ајде и во понеделник и во среда учиме германски. Ама имаме ам напред. Чекај со поголеми букви да го напишам. Монтак. Так. Монтак. Митвох. Така. Лере. Вие дојч. Се убаво и верама глаголов кај трасте. На второ место. Значи Лернен. Вие Deutsch. Значи
Ова цело Ова е цело е прва прва позиција. позиција. Бидејќи Бидејќи означува означува време, ден. ден. Ова е Ова е цело, цело, со кое боеви со сина со како сина бележ. како бележ. За За глаголот глаголот да дојде да веднаш дојде после веднаш него. после него. Ова е втора Ова е втора позиција. И позиција. затоа И веднаш затоа после веднаш после целава целава ова ова монта митвох што е на митвох што е прва на прва позиција доаѓа глагол. доаѓа глагол. Lernen wir Lernen wir Deutsch. Deutsch. Како ќе Како прашате ќе што прашате правиш што во правиш петок? во петок? Вас? Вас? Was machst du am Freitag? Супер. Супер. Миријана Миријана така така е, да. Вас Вас мачто. Freitag. Нешто да може да се А расолам. Борче А сега Борче го сега го сними в часот, може пак да ви може го пак да ви го испратам чисто испратам да се чисто да се подсетите. подсетите. Не, Миријана ќе ви го Миријана ќе ви испратам го на испратам на телефон. Го снимив Го овој снимив пат овој успеав. пат успеав. Фала, браво и за Браво мене и за за мене за Добро, јас мислам од 20 минути испуштив, така да не е многу, така не е страшно. Еве ги Тагесцајтот, Еве ги ги Тагесцајтот, запишавме ги запишавме доловите од денот. Само што треба ги Само што треба да ги распоредиме, не е толку важно, еве ви важно, од еве ви од страната страната ги имате. имате. Ам Ам Динстаг, Динстаг, Ам Ам Абенд, Абенд, и она што и го она кажав што го дека кажав само дека исклучок само бидејќи исклучок имен бидејќи имен кој кој рок. In der Nacht. In der Nacht. Јас би се Јас би се сконцентрирала и на сконцентрирала овие и на овие прашања. прашања. Welcher Tag Welcher Tag ist Ihr ist Ihr Lieblingstag? Lieblingstag? Ова кое прашањето прашањето Welcher Welcher Tag Tag ist ist Ihr Ihr Lieblingstag? Lieblingstag? Lieblings. Lieblings. Минатиот пат Минатиот кажавме пат дека кажавме значи дека умилен. значи умилен. Welcher Tag Welcher ist Tag Ihr ist Ihr Lieblingstag? Lieblingstag? Ова ќе Ова биде ќе со биде форма со со форма почит. со почит. Кој ви Кој ви е е умилен умилен ден? ден? И второто прашање е Was was ist ist Ihre Lieblingstageszeit? Tageszeit? Was Was ist ist Ihre Ihre Lieblingstageszeit? Lieblingstageszeit? Кој ви е Кој ви е умилен умилен дел дел од од денот? денот? Ајде слушам Ајде како ќе слушам бидат како ќе овие бидат овие реченици, ако реченици, ако немаме форма за почит. форма за почит. Ајде видиме Welcher, логиката. Вилхер? Welcher welcher Tag ist deine? Is dein. is dein? Зашто е Зашто Што е од машкирото машкирото именката именката так? так? Is dein Is dein Lieblingstag? Lieblingstag? Кој падеш се Кој падеш се употребува во ова употребува во прашање? прашање? Номинатив, Зошто? Зошто? затоа што глаголот е sein. Така. Кој ти е Кој ти е умилен ден? умилен ден? И И второто, второто, како ќе биде како вас ќе is биде вас Ihre Lieblingstageszeit Lieblingstageszeit во без форма за почит? за почит? Was ist dein Lieblingstageszeit? Lieblingstageszeit. Lieblingstageszeit. Кој ти е Кој ти е умилен дел умилен од дел денот? од денот? Дел Дел од од денот. денот. Ајде да Ајде да видиме, видиме, Миријана, Welcher welcher Tag Tag ist Ihr ist Ihr Lieblingstag? Lieblingstag? За да дадеме За да дадеме одговори, сите да одговори, одговорат по тоа. по тоа. Welcher Tag Welcher ist Tag Ihr ist Ihr Lieblingstag? Lieblingstag? Сега би треба Сега би цел треба одговор, цел такви одговор, одговори такви ќе одговори пишувам и во продолжение. продолжение. Мојот умилен Мојот ден умилен е ден тој. Може ли со мајне? Мајн? Да, вие секако вие со секако мај. со мај. Да. Да. Аха. Мајн, Lieblingstag ist дел од денот или ден само да Сега кажеш? само ден. Ден. Ам Немате ја. Donnerstag. Само Само донерстак. Donnerstag. Donnerstag, добро. На храна На сме храна сме расположени, добро. расположени, добро. Да. Мојот Мојот умилен умилен ден ден е е четвртак. четвртак. Ајде вас Ајде вас Ihre Lieblingstageszeit Lieblingstageszeit? Исто Исто Миријана. Миријана. Па од денот, така ли Да, сега? сега е Да, дел од сега е денот. дел од денот.
Mein Ама сега имате горе во прашањето Ира. Значи ќе биде, нема да биде мајн, туку ќе биде meine мајне, Meine. позадина. Lieblingstag. Не, јас или meine и mein тие ги мешам малце. И това го употребувам. Lieblingstag. Tageszeit Tageszeit. ist Morgen. morgen. Ама можеме тука да употребиме ist Am am Morgen. morgen. Мгм. Мојот омилен дел од денот е наутро. Vesna, welcher Tag ist dein Lieblingstag? Кој ден е твојот омилен ден? Кој ти е омилен ден? Нема иш туку мајн. Meine Мајн. mein Lieblingstag Мгм. ist Ist Sonntag. Зонтак. Добре. Да запишем само мојот омилен ден е недела. И Весна второто прашање, was ist dein Lieblingstageszeit? Meine Lieblingstageszeit. Но тука дајна треба да биде. Lieblingstageszeit ist Am Abend. Добре. Мојот омилен дел од денот е навечерта. А можам да кажем и mein Lieblingstageszeit ist der Abend. Тогаш ќе биде вечерта, како што рече Миријана. Значи можам да кажам и mein доле ќе го напишам. Meine Lieblingstageszeit ist der Abend. Значи ова ќе биде во превод мојот омилен дел од денот е вечерта. Наташа, welcher Tag ist Ihr Lieblingstag? Mein Lieblingstag ist Freitag. Was ist deine Lieblingstageszeit? Meine Lieblingstageszeit ist am Abend. Danke. Да не прашам сега варум. Слагјана. Тука сум. Welcher Tag ist dein Lieblingstag? Meine Lieblingstag ist Freitag, Abend. Добре. Најубаво. Се ми кажи. Freitag Abend. Не морам да прашувам повеќе. Да. Бурча, welcher Tag ist Ihr Lieblingstag? Mein Lieblingstag ist Donnerstag. Gut. Und was ist Ihre Lieblingstageszeit? Meine Lieblingstageszeit ist am Nachmittag. Abend. Am Abend. Enver, welcher Tag ist dein Lieblingstag? Mein Lieblingstag ist Freitag. Was ist Ihre Lieblingstageszeit? Meine Lieblingstageszeit ist am Abend.
Данка. И ќе поминеме осмата вежба на следната страна на 50. Меѓутоа не значи дека последниот пат нема да ја обрнеме повеќе внимание, затоа што ви кажав, ова под С, ќе очекувам од вас да напишете мејл, повратен мејл според овој кој што ќе го имате тука, ќе има примери и во работната, така што следниот пат, бидејќи веќе часот е 47, ќе работиме и вежби во работната, потоа ќе продолжиме со дежетата лекција. Тоа под С кога ќе не е за усреда или за домашна или за наредната За недела? во среда кажа часовникот, ќе си изберете часовник, саат, еден саат и ги именувате времињата, а за викендот ќе имате за задача да напишете мејл. Затоа што во следната лекција има уште еден модерен главол и не е ништо толку страшно. После мислите ми перфект кој почне да учи. Ева го суфлерот лета. Не слушавме ништо ние. Кој се слуша. Абзаген. Откажување го имавме еднаш, ги напишавме абзаген и другото беше потврдување. Lesen Sie die E-Mail und kreuzen Sie an. Еве го имејлот. Нека го прочита Слагена. Heute, Timo, komme doch nicht. Keine Zeit. Zina. Die E-Mail ist höflich или unhöflich? Да, höflich е учтив. А unhöflich помалку учтив. Односно не учтив. Höflich, вечерва немаме музика, ни опадна расположението. Епа, ајде во среда денеска. Не, секој ден велим да Наташа. Така е. Се успа музичарката. Исто како мене она. Се успа за на час. Да. Учтив и unhöflich не учтив. Добро. Се шегував, иначе да убаво. Unhöflich не учтив. Sortieren Sie die Wendungen, schreiben Sie dann die E-Mail neu. Разпоредете ги изразите, напишете го потоа мејлот од поново. Меѓутоа, после тоа, откако ќе го распоредиме сега како следува, за дома ви кажав, во среда ќе имате задача да поканите пријател да оди некаде со вас. Меѓутоа, за тоа во среда. Сега да ги прочитаме изразите. Прв е даден Либа Тимо. Сакам да кажам дека кога имаме машко име, тогаш користиме Либа плюс машко име. Во заграда ќе напишам дека значи драг. Либера. За разлика од женското, што ќе биде либе. Либе плюс женско име. И тоа на македонски ќе значи драга. Тоа секогаш се употребува на почеток. Што ќе биде број 2? Според вас. Што ќе биде број 2 од ова што е напишано? Welche können wir morgen? Ама после Либа Тимо има запирка. И реченицата не е довршена. Продолжува, да. Ледер kann ich doch nicht, ама не. Тоа е. Еве, јас ќе ги напишам. Doch nicht kommen. Значи вака ќе биде Либа Тимо.
Lieber Tim. Mo. Така беше Тимо. Да. Lieber Timo. Запирка. Запирка. Leider. Leider Kann ich doch kommen. nicht kommen. Doch. Nicht kommen. За жал не можам да дојдам. дојдам. Потоа, Што ќе што следува? ќе следува? После Vielleicht Ne. können Ne. wir ich habe habe keine Zeit. Zeit. Ich habe Habe keine keine Zeit. Zeit. Немам време. Добра. Добра. Потоа, После liebe Gruß. Не. Не. После? Vielleicht Vielleicht. Vielleicht können wir morgen abends ins Theater gehen. Така, Vielleicht vielleicht können wir wir morgen Abend ins ins Theater gehen. Theater gehen. Okay. И И накрај, накрај, Liebe. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ви го Ви го напишав напишав чисто за да имате вака вака во вид, вид, како треба како треба да изгледа. Знам дека знаете, знаете, меѓутоа еве како изгледа писмото кое што му го му го испраќа испраќа Зина на еве може да стои Либе Грюсе, запирка и тука да стои Зина. Значи како Значи како изгледа изгледа писмото, а потоа а потоа како ќе треба вие да вратите на него, ќе видиме следниот час. Имаме уште кратко време, ќе отвориме во работната, чисто да го видиме времето. Страната во работната 6 про. Виж пети стес, агенцен зи. Првото е дадено 9:55. 2:46, ама нема за сите. По едно, ова им радио и феанзен, можеме и не мораме да го кажеме. Важно ни е ова да го повториме им ги шпреш. Дадене 9:55 и реченицата е es ist 5 vor 10. Ќе почнеме од суфлерот овој пат. 14:30. Es ist halb drei. Es ist halb drei. Супер. 17:10. Бурча. Ајде, Бурча. Cent nach 5 или грешка сум. Од кога Бурча има ваков глас? Браво, Слагена. Ама Слагена цела реченица. Окей. Ist Цен. Ist 5 nach А зашо 5? 10 nach 5. Благодарам, Слагена. Се изборихте за вашиот ред. Де Бурча? Бурча, ако не се јави, може и до Г да стигне. 8:15. Да. Овде беше она во... Овде е нах. Ама како беше четвртина с Бурчето? Чекај да го најдам уште еднаш. Евако. Ајде. Еве го 8:15. Истото. Прочитајте го само. Es ist Viertel nach 8. Es ist Viertel nach 8. Enver. Es ist... Колко ти ми? 11:45, 15 до 12. Viertel vor 12. Vor 12, super. F, Avesna. Es ist 5 nach 7. Одлично. И Мирјана? Es ist 10
for 14. Es ist 10. 16, со кој број ќе го замените од 1 до 12? Да не 10 до 4, нели? 15 и 50. Е, така, 10 до 4, ама вие викате 10 до 15. 10 до 14, реков. 10 до 16. Ама кај неофицијалниот начин на кажување на броевите се користат броевите од 1 до 12. 15 ќе го замениме со 3. Ама пошто имаме и 50, треба да го кажеме 4. Значи треба да кажеме 10 до 4. До 4. Es ist 10 vor 4. Es ist 10 vor 4. Супер. Да. Значи останува да напишете 1 сат по ваш избор за следниот час во среда, а во среда да се договориме за, еви тука ќе видиме во работната, напатствија како да напишете мејл. За сега, односно за денес, толку. Добра. Ќе се убава вечер имајте и се слушаме во среда. Фала, пријатна. Чао, чао.